Во знак на сеќавање на 5 октомври 1966 година, кога е усвоена препораката на Меѓународната организација на трудот и УНЕСКО во врска со статусот на учителите и наставниците, во 1994 година овој ден е прогласен за Светски ден на учителите. По тој повод, во неделата пак посветена на младите и дечињата, на еден од настаните кои ги проследивме, разменивме мислење и побаравме став од поискусен наставник, просветен работник, да направи паралела помеѓу наставникот некогаш и денес. Продискутиравме за улогата на наставникот во градењето на младите индивидуи како личности на кои ќе се заснова идниот просперитет на општеството, за улогата на симбиозата меѓу наставникот од една, родителот од друга и ученикот од трета страна. Да се биде учител денес е многу интересно, ама и многу напорно. Се соочуваме со нови програми, нови правила и прописи, кои мора прво ние да ги испочитуваме, а потоа учениците. Преку менторирање, мотивирање и афирмација на знаењето кое им го пренесуваат на децата, учителите имаат значајна улога во детскиот развој и во нивниот придонес во образување и воспитување. Нивната улога на педагози и воспитувачи е подеднакво важна, но тие се истовремено и во улога на пријатели на учениците, но и нивни заштитници, како и заштитници на креативниот и интелектуален развој на младите генерации. А што значи учителот во животот на секое дете? Учителот во животот на секое дете пред се значи средбата со учителот како основа за писменоста, за почитувањето и образованието што ќе го стекне во животот започнува тука. Секогаш децата почнуваат основни навики и основна писменост да стекнуваат во овие баш оделенија што се од прво до пето оделение. Затоа важноста е многу голема, труд се вложува, резултати има и затоа од сите деца настануваат писмени и интелектуални граѓани на оваа држава. Дали учениците умеат да имаат онаа здраво почит кон учителот и надвор од училиштето? Би се навратила малку на минатото. Некогаш учителот беше авторитет за сите. Сега тој почит за малку е ставен во сенка, но сепак оние деца кои имаат домашно воспитување знаат тоа да го истакнат и во училиште. Секако дека и училиштето допринесува авторитетот да постои. Затоа сите ние учители настојуваме децата пред се да ги воспитуваме, а потоа образуваме. Истакнали тука важноста на триаголникот родител и дете? Да, многу е важен триаголникот родител, учител и ученикот и мислам дека секогаш постоела таа соработка и ќе постои. Затоа што тоа е важно пред се за нашите ученици, за нашите деца, кои после некоја година тие стануваат родители и се навраќаат на тоа дека образованието и воспитанието е столб за животот. Светскиот ден на учителите оваа година се одбележа под мотото Учење во слобода за екнување на наставниците.